Zdravo na сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да направам уште едно видео во кое што трансформирам луѓе. Но овој пат одлучив тоа да бидат македонските јутуберки. Со оглед на тоа дека сме у дефицит со женски јутуберки, верувам дека видеото само по себе ќе трае пократко од претходното во кое што ги трансформирав машките јутубери, а доколку се уште не сте го погледнале тоа видео, ќе ви оставам линк долу во дескрипција. Како и да е, овој тип на видеа мислам дека може да прерасне во серијал, затоа што дојдов на еден куп идеи. Можам да трансформирам рандом јавни личности, например пејачи и пејачки од Македонија, можам да трансформирам мои следбеници, односно да ве трансформирам вас, можам да трансформирам балкански јутубери, балкански јавни личности генерално, јавни личности од светски карактер. Така што мислам дека можам ова да го терам уште долго време, но доколку ви се допаѓа овој тип на видеа, напишете ми го тоа во коментар за да знам и обавезно лајкнете го видеото за да продолжам да снимам видеа во кои што трансформирам луѓе. Доколку сум ви чуден, тоа е затоа што сум избричен и самиот не се поднесувам првите 2-3 дена од како ќе се избричам, но мора и тоа некогаш да го правам, така што изгледам ко свинска паштета, но не ми замерувајте. Овде некаде ќе се скратам со најавување на видеото и може да почнеме веднаш. Прва на листа за денеска ја имаме Ивона, иако Ивона веќе не е јутуберка затоа што скоро една година не снима видеа за на YouTube. Меѓутоа, благодарение на нејзиниот багаж кој го има на оваа платформа, мислам дека заслужува да се најде во ова видео, така што ајде да видиме како би изгледала Ивона кога би била машко. Олеснителна околност е што Ивона веќе извесно време има кратка коса, така што мислам дека фотографијата е полн погодок. Да видиме. Леле, не. Ау, чекай да видиме, има две тие опции. Нема некоја голема промена освен брадата. Леле, ќе умрам. Не знам за вас, но мене овде Ивона ми личи на Азис, искрено. Како и минатиот пат, и овој пат апелирам до сите вас кон крајот на видеото во коментар да ми напишете кој според вас од јутуберките кои денеска ќе ги трансформирам би бил најубав маж. Следна нека биде Благица Дзунзуровска. Ајде да видиме како Благица би изгледала кога би била маж, баш ме интересира. Леле, не знам зашто ми личи на некога. Како се викаш оној лик што ја представуваше Швајцарија на Евровизија пред едно година-две. Значи, буквално пресмешно, чекај да видиме без брада. Леле, ќе умрам. Леле, ова не е реално. При тоа апликацијата у дадени моменти е баш онака профи. Малку и ме плаши тоа. Значи, ова е хит. Добро. Следна на листа имаме Марија Делева. Мислам дека ова е најсоодветната фотографија од Марија Делева, при тоа заклучен е Инстаграм профилот и не можев да најдам друга фотка, така што ајде да видиме како би изгледала Марија Делева кога би била машко. Леле. Како да се близнаци со Ивона, буквално. И Марија Делева ми личи до некаде на Азис, од не знам која причина. Обавезно ставете лайк на видеото доколку сакате да направам видео во кое што ги трансформирам македонските тиктокери. Сега дојдов еве и на таква идеја. Океј, следна на листа ја имаме Кики Цветче. Ајде да видиме Кики Цветче како би изгледала кога би била машко. Леле. Чекай да видиме без брада. Не, со брада е боле. Сега и Ивона, и Кике, и Марија Делева ми изгледаат скоро па идентично. Следна на листа ја имаме Ксенија Деспотовска. Ксенија мислам дека ќе биде убав маж. Колку ова погрешно звучи. Хит, ајде да видиме. Мислам, добра е фоткава, само не... Знаев дека таа шишка ќе представува проблем, али генерално изгледа као... Леле, колку ме подсеќа на некого. На кого ви личи? Брзо пукајте у коментари, леле, без брада е ко... Да не кажам. Со брада ми личи на некого, али не знам на кого да умрам, не знам. Леле, ве молам, коментирајте долу на кого личи, вајде да ве подсеќа и вас на некого. Чекај, ќе ставиме на очари.
Ксенија ќе оставиме вака, со се наочари, со се бради, со се тоа шишката која неќе да се тргне од не знам која причина. Океј, следна на листа имаме Зои Блаш. Не знам дали ја знаете Зои Блаш. Од неодамна почна да снима некои мејкап туторијали на YouTube и генерално некои статични видеа. Со тоа што јас Зои ја познавам веќе долго време, заедно бевме во реалното шоу на иста адреса, така што доколку не ја знаете Зои Блаш, посетете го нејзиниот YouTube канал. Како и да е, ајде да видиме како Зои би изгледала кога би била машко. Боже. Ау. Зозо, овде ми личиш на Даниел Николовски, само усните малку да ти се помар. Леле, мами. Чекай да видиме без брада. Леле, ова е пресмешно. Леле, хит. Следна на листа ја имаме Патриција. Така што, ајде да видиме како Патриција би изгледала кога би била машко. Леле, душичка, види како јадно изгледа као машко. Чекај малце ќе направиме нешто. Да изставиме долга коса, а? Сега веќе има смисла. Чекај да видим и со наочари. Сега веќе има смисла. Сега си ко да свириш гитара у некој локален рок бенд. Така што, ова е топ. Океј, следна на листа ја имаме Ангела Ѓоргиева. И ајде да видиме како Ангела би изгледала кога би била машко. Најхит е што хайлайтерот се уште постои. Скрос си ми онака fashionable. Да пробаме да изтајме насмевка. Мислам дека ќе биде... Па хит! Леле, хит. Следна и последна за денеска ја имаме Катерина Илиевска. И ајде да видиме како Катерина би изгледала кога би била машко. Леле, хит. Леле. Вака без брада буквално нема некоја евидентна разлика, освен што репчево позади исчезнува и малку е така падната фацава. Со брада веќе евидентна разликава, но нешто мора да и додадеме за тоа да биде баш онака машко. Ајде да видиме. Некоја коса ќе ставиме нешто. Не. Не знам што да ставам. Наочари ако ставам, ќе ставам. Леле, буквално кога да имаш овде 38 години. Хит. Катерина ќе оставиме вака. И другари, стигнавме до крајот на денешното видео, кое што искрено се надевам дека ви се допадна. Доколку е така, не заборавајте да оставите лайк и да се претплатите на мојот YouTube канал, доколку се уште не сте претплатени. И обавезно во коментар напишете ми која според вас од јутуберките кои денеска ги трансформира би била најубаво машко. Ете. А јас сега се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, кој да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!